Симеон беше твој родител. Еден период Симе станува мој родител, кој го учи своето младо дете непречено да влезе во тајните на спикерството, во виделството, во Македонската радио телевизија. И не знам како доаѓа период кога јас станувам твој родител или твој учител. Може би те учам како да газиш по трнливиот пат, прекриен со трња, но со слава и тага, со падови и успеси. Време на учење, практикување, созревање и еден ден бараш совет за своето вработување. Да, ти велам, оди во Прилеп, за потоа да дојдеш во Скопје на голема порта со големи звона. И би така. Звони твојот глас во секоја улога, во театар, на телевизија, на радио. Звони во секоја песна, во секоја нахсинхронизација. Меко те гали како мајка, бар шунесто те пали како девојка жена, а кога треба и безмилосно те мрази. Сега имам само 3 прашања до тебе, Биби. Дали ќе го чекаме Годо? Јас, Зорица, Сашо, се уште чекаме, ама од оваа страна, а ти од онаа. А дали ќе ми ја дораскажеш приказната за новата театарска драма? Моливот мој веќе отапел, а твоите идеи не пресушуваат. Не можам да стасам да ги допишам. И поезијата, песните, книгата, ми ги читаш стиховите, ми ги пропраќаш. Чекаме да биде промоцијата. Се либам да ти кажам дека јас сакам да ги читам твоите песни. Но мислам дека ти подобро ќе го сториш тоа од мене. Затоа што си голем актер, ти најдобро знаеш да ги интерпретираш, па макар и своите стихови. Твојот учител, Снешка, те поздравува, ти се поклонува, ти се заблагодарува за миговите минати заедно на сцена, вон сцена. Многу те мислам, благ сеќавање, зборови многу. И уникатни дарови. Малото тенко прстенче се уште стои на мојата рака. За малото човече. Знаеме дека тоа е знак за заедништво. За секогаш. Јас те чекам. Или чекај ме. Те сака Снешка.